Агенцијата за електронски комуникации уште далечната 2011 година ја увиде потребата и важноста од просторните податоци и имплементираше систем за регистрација на такви видови на податоци и ја започна всушност соработката со ГДИ Скопје. 3 години подоцна го имплементираше и проектот на единствена точка за информации, каде што согласно директивите од европските институции кои што се поврзани со телекомуникации и со измените на Законот за електронски комуникации, го имплементираше и го усоврши овој систем на единствена точка за информации во интерес на подобрување и добивање на просторни податоци. Целиот овој регистер на собирање на информации всушност е платформа на ArcGIS и во коопорација со ESRI, за да може комплетно да функционира целиот систем. Покрај системот за единствена точка на информации, Агенцијата за електронски комуникации има систем и за мерење на неионизирачко зрачење, кој што всушност го мери нивото на неионизирачкото зрачење од страна на базните станици кои што ги имаат операторите на мобилни телекомуникацијски мрежи. Посебно во овие времиња кога е распространет вирусот корона и се поврзува со 5G технологиите и имплементацијата на 5G мрежите во Македонија. Овој систем на мерење на неонизирачко зрачење точно покажува на кое ниво базните станици емитираат своји сигнали и всушност ги прикажуваат резултатите кои што се испод ниво на зрачење, кои секако не се штетни за граѓаните. Минатата година Агенцијата за електронски комуникации го реализираше проектот WebGIS портал во соработка со ГДИ секако. На овој WebGIS портал може да се видат и всушност се имплементирани сите решенија досега кои што агенцијата ги има направено во соработка со ГДИ и се во насока на ГИС и се со еден клик всушност се доаѓа до информации кои што граѓаните и операторите можат да ги најдат или им се од одредено значење. Во овој портал се ставени и претходните проекти кои што ги напоменав како единствена точка за информации, секако и проектот на мерење на неионизирачко зрачење. Сите овие проекти кои што ние ги работиме заедно се во интерес на полесно пребарување на податоците и користење на соодветни податоци во интерес на и други институции и на граѓаните. Во тој контекст би истакнал и проектот кој што е содржан во единствената точка на информации, а тоа е податоци кои што се внесуваат во системот, а се однесуваат на планирани градби кои што операторите планираат во текот на идните година или месеци да ги извршат, а се дадени како податоци за да можат и други оператори да видат и да учествуваат доколку се заинтересирани да со своји заеднички средства дојдат до посакуваните услуги до корисниците. Благодарение на соработката со ГДИ, Агенцијата за електронски комуникации е секогаш во чекор со новите техничко-технолошки развојни активности на светско ниво и европско ниво, ги следи директивите препорачани од страна на европските институции, како и секогаш информациите кои што
може да се дадат од страна на агенцијата, се достапни до и корисниците и до операторите. Во тој контекст, моментално Агенцијата за електронски комуникации го сработува проектот за broadband, односно широкопојасен интернет, да биде достапен до сите граѓани во државата, и со тоа го следи чекорот на европските технологии, а и ја исполнува стратегијата на широкопојасен интернет и дигиталната агенда која што е распространета низ цела Европа. Агенцијата за електронски комуникации има значителна улога во имплементацијата на Broadband планот, односно планот за широкопојасен интернет, кој што овозможува брз и супер брз интернет до корисниците. Мапирањето на овој вид на услуги, односно обележувањето на овој вид на услуги, всушност е од државен значај, бидејќи се мапираат најпрвин населени места групно како целина, а потоа целта е овие мапирања и овие обележувања да преминат до секој корисник. Со таквиот вид на податоци ќе може да се мапира и обележи и претплатничкиот договор кој што секој корисник би можел да го склучи или го склучува со операторот во делот на какво вид на услуги добива за каква цена. Значи, она што го велат вложено, добиено. Со таков пристап од страна на агенцијата, секој корисник ќе може да се види што всушност користи и што всушност за што всушност плаќа. На тој начин ќе се обележат бели зони, сиви зони и црни зони, кои што зони ќе означуваат кои подрачја во државата користат вакви видови на услуги, односно користат услуги на брз или супер брз интернет, и во тој дел ќе може да се инвестира или да се покрие онаму каде што корисниците навистина не можат од одредени причини да користат ваков вид на интернет услуги, а во насока на добивање на истите што е можно побрзо. Поготово тоа се покажува дека интернетот е навистина важен во случаи како што сме сега, во случаи на елементарни непогоди, пандемии, вонредни состојби и така натаму, каде што граѓаните повеќето од своето време го поминуваат во домашни услови, отколку надвор или на своето работно место.